Еве веќе полуг период разговараме одека за предлог законот за измена на јазиците, за употреба на јазиците. Повеќе пати поставив некое прашање, но одговор нема. Па оттука неминовно ми доаѓа мислата дека ние со овој закон сакаме да поставиме некаков оджак на куќата наречена Македонија, за да може димот да излегува надвор, но имам представа дека тој изграден оджак некако накриво е направен, па наместо димот да излегува нагоре, тој се враќа назад. Зошто го зборувам ова? Затоа што овој закон, уште еднаш ќе повторам, ќе предизвика огромен хаос. Прво во комуникациите помеѓу едни, други или трети, а потоа и во унитарниот карактер на нашата држава. Колешке Дафина, од оваа говорница ти го честитам официјално кандидатот, као ти честитам, нели, градоначалничкиот кандидат, затоа што си единствен представник на македонците во Гостивар. Пред некој ден слушнав дека таму ќе имало некакви демонстрации од страна на членовите на СДСМ против раководството на СДСМ, затоа што немале кандидат за градоначалник од СДСМ. Јас се надевам дека тие исти кои ќе демонстрираат таму, ќе го дадат својот глас за вас, затоа што вие сте единствен македонски представник таму кој ќе се грижи за нивните интереси. Сега малку сакам да кажам една работа, овде често пати се спомна театар. Мислам дека институцијата театар се валка и не е тоа точно. Ќе пробам да ви објаснам, колега Џафери, немој да ме прекинувате, и на колегите овде дека театар. Во театарот јас од кај што доаѓам, секогаш се занимава со вистината. Театарот е исклучиво вистина. Ќе пробам да парафразирам во контекст на законот, господине Џафери. Значи, во театарот секогаш постои една планина која треба да, нели, се освои горе врвот. Сите чинители внатре одат кон еден единствен врв. Овде во овој парламент сите одат кон различни врвови, а тоа не води кон унитарност, води кон разединување. Тоа е голема разлика. И овде нас не обвинуваат дека во однос на ова сме сакале да добиваме поени, па криминал беше спомнат и така натаму. 27 години работе во Струмица и ми се јавуваат луѓе од Струмица и ми замеруваат за она што господинот Заев овде го направил. И ми кажуваат дека секој и најмало камче во Струмица кој ќе го шутнеш било на Заев. Јас не знам со што го заслужил тоа, но исто така знам дека некои од пратениците овде од СДСМ ни рекоа дека не знаеме што се случува. А истиот тој Заев на телевизија излезе дека и кажа дека сакал да го смени, само уште секунда, менталниот склоп на македонецот. Се надевам дека се уште имате нешто останато во вашиот ментален склоп и нема да учествувате во ова.